Барање начини како два авиони од Швајцарија да не слетаат навремено на Охридскиот аеродром, бидејќи СОНИ ВМРО ДПМН е ценило дека доаѓаат луѓе за да гласаат во Кичево. Еден од предлозите што ги добива екс-министерот за транспорт и врски Милјана Киески како одговор од ТАФ дека најлесно било авионите да кружат над аеродромот. Се давале предлози бавна да биде процедурата за симнување на патниците, сообраќајќи на патот Охрид-Кичево. Ова се случно од денешните презентирани телефонски разговори. Да направиме една сообраќајка пред Кичево да се блокира патот. Сериозен сум за ова. Ете, трактор нека се испреврти. Нека се преврти камион натоварен со песок. Такво нешто да се преврти, затоа што овие ќе доаѓаат со коли. Откако ги чу ваквите разговори, Јане Киески не сакаше да коментира. Најнапред треба да се утврди автентичноста на снимките. Јане Киески, разговарајќи со Груевски, му кажува дека имаат повеќе од 100 телефонски центри што цело време се јавуваат и дека има опција за втор круг на гласање во центар. Јане Киески му предочува на Груевски дека ќе бидат за 600 гласа минус за разлика од СДСМ. Пушти Аберка и нашиве што повеќе неважечки ливчења да прават и други финти, за да можеме после да се судиме. Судењето за изборните нерегуларности продолжува в среда. Во меѓувреме сведочења во Титаник 3, еден од сведоците кажа различен исказ во судот за разлика од тој во специјалното обвинителство. Обвинителот на СЈО Љубен Лапе се сомнева дека некој влијаел врз сведокот. Во однос на сведоците, значи беа јасни и гласни дека кажа дека ниту обвинетите кои што се во постапката ниту биле во контакт, ниту било кој им вршил притисок. Немало закани? Значи самите сведоци кажаа дека немало закани од овие лица што се обвинети, зборува. За СЈО е спорен записник од избирачко место во Чаир за време на локалните избори во 2013 година. Обвинети се Исмет Гури и Еју Палими од Дуи. Судењето продолжува точно за една недела.